Добра вечер и добре ни дојдовте на уште една наша свечена приредба. Денес сме сите тука да го одбележиме патрониот празник на нашето училиште. Ден кој не подсетува на нашите вредности, на традицијата, но и на едината за која заедно работиме. Кога сме веќе на крајот на учебна година, гордо стојам овде денес пред вас, со чувство на длабока благодарност и гордост. Горда сум што сум дел од ова училиште. Горда сум што сум поврзана со вас, родители, мои колеги, мои ученици, со сите вас. Целата измината година беше исполнета со мигови кои не секогаш беа лесни, но беа вредни. Искрени и убави. Од утринскиот звон што ги будеше водниците до последниот аплауз на завршената приредба. Заедно успеавме да создадеме нешто што значи повеќе од само настава. Сето тоа многу пати создаваше многу непроспиени ноќи, многу солзи, исчекувања, ама верувајте, многу вредеше. Нашето училиште, нашето Јосип Броз Тито е жива приказна. Приказна која се раскажува преку секоја училница, што трепери од детски звон, преку секој проект, преку секоја приредба, преку секој дом. Активностите што ги реализираме не се само за нас. Тие се радост и гордост за целиот наш град, за целата наша струга. И кога ќе ги видите децата и наставниците како со возбуда подготвуваат нешто ново, кога родителите доаѓаат со насмевка и благодарност, знаете дека трудот на вистина има смисла. Почитувани, овде сакам од се срце да им се заблагодарам на сите мои колеги, на секој еден наставник, на целата моја стручна служба, на административната служба, на техничкиот персонал. Знам дека не е секогаш лесно. Знам дека понекогаш денот е премногу долг и дека обврските се многу, но дека понекогаш се чувствуваме на вистина истрпено. Но токму вашата посветеност, љубовта кон професијата и кон децата е она што го прави нашето училиште единствено, посебно и совршено. Ве молам еден голем аплауз за сите овие луѓе кои не можете да видите ова што сме денес. Оваа година на нашиот патронен празник му дадовме на друга димензија. Упорни, посветени со чиста мисла, заедно со родителите, со Советот на родители, ја започнавме иницијативата за реновирање на уште мал дел од нашето училиште. Иницијатива која доби форма, сила и успех, токму благодарение на нивната поддршка, односно на поддршката на родителите. Без нив, многу од идеите што ги замисливме не може да се остварат. И овој предизвик воопшто не беше лесен, ама издржавме и еве сега сите заедно. Сите заедно овде горди за она што го замисливме и полека кој што ќе го реализираме. Почитувани членови на Советот на родители, почитувани родители на целото наше училиште. Од се срце ви се заблагодарувам за целата ваша поддршка, разбирање и соработка. Вашата посветеност, доверба и искрена грижа беа моја и наша сила и поттик, не само во убавите моменти, туку и во предизвиците во кои што се соочувавме цело ова време. Вашата поддршка значи многу за мене и за сите нас. Таа не е само помош, туку е вистинско партнерство во воспитно-образовниот процес. Благодарна сум и сме сите благодарни што ве имаме како тим со кој што можеме да споделуваме и успеси и тешкоти, знаејќи дека црсто стоите зад мене. Ви благодарам од срце. А сега да ги доделиме наградите на учениците и нивните ментори кои што оваа година постигна одлични резултати на државните првенства. Ученици кои што достоинствено го представуваат нашето училиште во сите негови сфери на делување. Вие, наши ученици, драги млади херои, сте доказ дека со труд, посветеност и верба во себе се постигнуваат врвовите. Не е лесно да се стигне таму каде што сте, но вие успеавте. Го дадовте најдоброто од себе и не само што го представивте нашето училиште,
туку и ни покажавте што значи вистинска борба, честна игра и личен раст. Вашиот труд не е само бројка, медал или диплома. Тоа е порака. Порака до сите нас, дека соништата се достижни, дека талентот кој е воден со труд станува сила што движи напред. Дозволете ми први на бината да ги поканам учениците кои по предметот италијански јазик оваа година постигнаа одлични резултати. Ги повикувам учениците Марко Милески, Ема Шикулеска и Георги Белковчевски заедно со Димјаната Дикенов, Емилија Лантаров и председатели на градите. Својата харизма и знаење, но и со својата скромност ги собра сите наши награди во предметот математика и освои втора награда на државен надпревар по математика и се класира на јуниорската олимпијада по математика. Ја поканувам нашата совршена Михаела Милевска од Подрачното училиште од село Раништа заедно со нејзината наставничка Марија Нескова. Оваа година, по предметот природни науки, трета награда од државниот надпревар во Скопје, ни ја донесе нескртливата и единствена ученичка од 5-то Б одделение Изабела Марковска и нејзин наставник ментор Ангелина Стојковска. Ученици кои што допрва ни следат со надпревари и каде што очекуваме да им доесат медали. Нашето училиште има една историска приказна за која што идејата е секогаш ние усвојуваме повеќе од што можеме да замислиме. Оваа година тоа е наставничката Езерка Жупан и нејзиниот тим на коментари кои што со нејзините ученици заедно далечното метелчево ни го донеса пекарот и своја прво место во машка конкуренција по ракомет. Честитки дека Sa
да ги поздравам сите наши пријатели кои што оваа година допринесоа достојно и на еден посебен начин да го обележиме нашиот патронен празник. Нашето училиште секогаш има пријатели и соработници со кои што се работила и со кои што работат на представа за задоволство. За овој патронен празник упатувам голема благодарност до општина Струга, областен сметководител Митил Трифуновски од Струга, адвокатска канцеларија Стојковски Чатовски од Струга, Сдружение за развој и активизам АКВА од Струга, Дисконт за пијавици Дади од Струга, Илекс Мебел, проектантско биро Конструктор, Бабуш компани, а упатувам и голема благодарност до Тања од студијата за танц Бах, која е неуморно секогаш беше тука за нас, како и до нашиот снимател, нашиот ученик Александар Менкиновски, кој што несебично е прифати поканата да биде дел од овој наш патронен празник. Да ви молам еден аплауз за сите наши колеги. Ова вечер ќе биде запаметење затоа што на крај на оваа наша приредба со своето присуство не удостоја нашата струшка група, нашиот светски бренд Балкан Джем. Професионалци во музиката, амо родители на нашето училиште. Група која што од прв до последен момент на забава не прави сите полни со насмевки и енергија. Немојте да си заменувате додека не завршат со нивната музика за да ја направат ноќта понезаборавна. На крајот тие ќе настапат со нашите полуматуранти со изведба на нивната песна Месечина. Почитувани гости, да продолжиме да градиме, да твориме, да сонуваме. Нека ни е честит патрониот празник.